Системот за контрола на квалитетот во Македонија се заснова на 3 институционални столба: Институтот за стандардизација, Биро за метрологија, Институт за акредитација, и преку нив квалитетот на стоките и услугите во нашата држава е пропишан, одобрен и верификуван. Всушност, системот за контрола на квалитет и сите тела кои истиот го сочинуваат се верификувани како способни за таа дејност од страна на акредитацијата. Поради ваквата значајност, денес разговарам со господинот Трпер Истовски, директор на Институтот за акредитација. Најпрво, добар ден. Ви благодарам на одговорот на нашата покана да гостувате во Канал Плюс телевизија. Благодарам и на вашата покана и со задоволство се надевам денес на гледачите ќе им одговориме на бројни прашања за тоа што представува институтот, која е нашата дејност, бидејќи секој граѓанин скоро секојдневно се среќава индиректно или директно со нашите активности. Така, ќе започнеме од функцијата на Институтот за акредитација. Која е неговата дејност? Видете, Институтот за акредитација на Република Македонија по дефиниција, така да се израза, значи представува потврдување на компетентноста на телата за оцена на сообразност. Сега на овој начин кажано, претпоставувам дека има многу нејасноти, меѓутоа она кој што ние го работиме, тоа е оној начин контрола, односно компетентност, потврдување на некој начин на целокупното стопанство во државата. Кога велам целокупното, буквално сето она што граѓанинот или стопанствениците се среќаваат во секојдневието. Значи, кога велам компетентност, значи почнувајќи од персоналот кој што е вработен во некоја лабораторија, инспекциско тело или сертификациско тело, опремата со која што тие ја испитуваат, протоколите, односно процедурите, методите по кои што тие работат. Едноставно, сето тоа тимовите од Институтот за акредитација го проверуваат и потврдуваат и на крај издаваат соодветен сертификат на телото, односно институцијата која што сака да се акредитира. Ете, на кој начин се добива акредитација? Која е постапката? Видете, значи, кога говорам постапка, односно кога говориме сега за постапка за акредитација, значи, тоа значи имплементација на меѓународни, значи на некои светски стандарди. Ние акредитираме лаборатории, без оглед на видот на лабораторија, дали е тоа лабораторија за испитување на храна, прехранбени продукти, вода, нафта, животна средина, градежништво, значи све што може да се подразбере по зборот стопанство, и сите тие лаборатории ние ги акредитираме согласно стандардот ISO 17025. После тоа акредитираме посебно пак медицински лаборатории, они си имаат стандард 15189, посебно акредитираме инспекциски тела, значи тоа е стандардот ISO 17020, и тука кога говорам за инспекциски тела, значи буквално значи било каков облик на инспекција, дали е тоа значи за инспекција од животна средина, од земјоделие, од градежништво, значи сето она кое што техничката инспекција особено, било кое тело, значи ние го акредитираме по соодветниот стандард. Истото се однесува и за сертификацијските тела. Дали е тоа тело кое што сертифицира системи, најпопуларниот е ISO 9001, 14000, 18000, или пак сертификацијски тела за производи. Најзастапено е органското производство, нели од земјоделието, или пак градежните производи, исто така и тие нив ги акредитираме по соодветни меѓународни стандарди. Ме прашавте за постапката како е. Значи постапката е конкретно, значи тоа тело, таа институција, таа организација, било што да е, ние не правиме разлика дали е тоа приватно, дали е тоа државно, дали е некоја голема компанија или пак дел од таа голема компанија, дали активностите се на терен или пак се стационирани во лаборатории, односно стационирани лаборатории. Едноставно, самото тоа тело мора да го имплементира соодветниот стандард во неговото работење. Тие стандарди што предмалку ги споменав. А по која метода, значи тоа тело ќе работи, самата институција си ги избира. Значи ние не им велиме вие морате по тоа и тоа, него
тие самите, бидејќи се нели од таа област стручни, си ги одбираат методите, го имплементираат стандардот, ја пополнуваат пријавата за акредитација и ја доставуваат кај нас. Следниот чекор, ние откако ќе ја примиме таа пријава, значи составуваме тимови. Еден, тоа е водечки оценувач, кој што е од редот на вработените, и тој го гледа оној основниот, општиот дел од стандардот, односно од работењето на таа фирма. Почнувајќи од организационата структура, па сите останати делови кои што следат. Додека за стручниот дел, ние секогаш ангажираме надворешни технички оценувачи, ние ги велиме, обично се познати како експерти, но во нашата хиерархија експертот е најниско ниво, бидејќи за да дојде до технички оценувач, да ние можеме да го користиме, мора да исполнува определени меѓународни стандарди и самиот тој експерт. Значи да има соодветни обуки, па да иде под наш надзор, па после тоа ние идеме него, му правиме надзор во неговото работење и на крај, значи велам тие технички оценувачи се, ајде ќе го потребам јас зборот, експерти за соодветната област. И во тој тим, значи тој експерт конкретно ја следи методологијата по која што работи соодветната институција, односно соодветното тело. Откако сите тие постапки ќе се завршат, ние доставуваме извештај, тој извештај може да има и некакви забелешки, несообразности, сето тоа е тековно, значи дел од работењето, нормално телото ги отстранува во соодветен временски период и на крај ние го издаваме сертификатот за акредитација. Тој сертификат важи 4 години, меѓутоа во рамките на тие 4 години обавезно правиме ние еднаш годишно редовни надзори. После 4-та година ние правиме реакредитација, каде што повторно значи течат тие нови 4 години. Тоа е вака накусо околу самата постапка за акредитација. Следствено на ова би ве запрашала и кои се предностите при акредитирање? Предности има навистина многу. Значи, јас прво би кажал на пример за гледачите кои говориме што опфаќа акредитација, нели ние велиме стопанство и би отишол малце поконкретно во тој дел. На пример, најтесни се контактите со Министерство за економија. Во Министерство за економија законот за техничка инспекција, значи тоа е све она е покриено со акредитација. Да кажеме од инспекција на лифтови, од инспекција на транспортери, од инспекција на опрема под притисок, значи дали се тоа бензински пумпи, дали е тоа подвижна опрема од типот на цистерни, инспекција на рударска техничка опрема, електрични инсталации, енергетски постројки. Значи, сето тоа, за да некој може да работи, мора претходно да биде инспектиран, значи да е направена инспекција од акредитирано инспекциско тело. Законот за возила, например, популарно познатата хомологација. Било која станица за технички преглед или било што за да може да врши хомологација, мора да биде акредитиран од наша страна. Законот за безбедност на производи. Значи, исто така е директно поврзан со акредитација. Понатака, Министерство за транспорт и врски. Таму се таксиметрите, тахографите. Значи, тоа некој за да може да го прави тоа во државата, мора да биде акредитиран од наша страна. Ако говориме градежништвото, имаме десетина лаборатории, значи сите градежни производи мора да поминат низ акредитирана лабораторија пред да може да бидат истите применети. Во градежништвото имаме и сертификација на градежни производи. Секој производ за да излезе на пазар мора да биде поминат низ такво тело кое што ќе каже со каков квалитет тој производ задоволува. Понатака Министерство за земјоделие, она што велиме од нива до трпеза, се мора да биде поминато низ соодветно акредитирано тело. Дали е тоа квалитетот на почва, семе, саден материјал, квалитетот на прехранбените производи, нели она кој што на крај излегуваат во маркетите, органското производство кој што го споменав. Значи, сето тоа мора да биде поврзано со акредитација. Министерство за животна средина. Значи, тука имаме лаборатории кои што вршат испитување. Сите резултати кои што се објавуваат официјално, тоа се резултати кои што произлегуваат од акредитирани лаборатории, а исто имаме и акредитирани инспекциски тела од таа област. Понатака не споменавме, например, текстилот, ентериерот, да кажеме, нафтата, квалитетот на нафтата и нафтените деривати, исто и тоа мора да се испитува во акредитирани лаборатории. Значи, она како што кажав, буквално све што може да се подзамисли по стопанство, се е поврзано со
некаква акредитација, дали е тоа лабораторија или инспекција. Сега следно што кажавте, кои се предностите? Предностите, ако говориме од аспект на граѓаните, значи сето она кој што иде на пазар, кој што е поминато преку акредитирано тело, значи дека квалитетот е тој кој што е деклариран. Затоа што акредитацијата, значи, реков, работи по меѓународни стандарди и тоа се стандарди кои што значи се пропишани и кои што во тие соодветни лаборатории се имплементирани и кога тој резултат ќе излезе од таа лабораторија, значи дека некој го контролира тој резултат. Значи тоа е делот околу безбедноста, довербата и сигурноста. А додека за самото стопанство, значи или пак за самите акредитирани тела кои што се, знаете, во минатото, за да некој добие соодветно овластување од некој, дали е тоа министерство, агенција, фонд или било што, поминувале низ повеќе чекори. Сега преку акредитацијата сите тие чекори се занемарени, едноставно соодветното тело се акредитира и со тој сертификат, дали е тоа Министерство за економија, животна средина, земјоделие или било што да е, веќе го добива соодветното овластување. Значи тоа значи дека акредитацијата е гарант за сите тие дејности кои што ги обавува соодветната институција. И има еден друг многу битен, вака доста значаен бенефит за сите тие тела, со тоа што тие тела се и меѓународно признаени. Знаете, ако некој акредитирана лабораторија издаде резултат во Република Македонија, значи, тој резултат е признаен веќе во цела Европа и во цел свет, бидејќи ние како институт за акредитација сме признаени преку Европска и Светска организација за акредитација и преку нас, значи ние едноставно целата таа постапка ја правевме да биде бенефит на стопанството, за да можат нивните производи, нивните резултати да бидат признаени насекаде низ целиот свет. Веројатно овде се може да се ова е како одговор на прашањето кои се правата кои што се ги добиваат ете телата кои што се веќе акредитирани во Република Македонија. Да, ете индиректно и претходно одговорив, меѓутоа околу самото значење, она кога велам дека ние како институт за акредитација ги исполнуваме светските норми, тоа значи дека и ние работиме по светски стандарди, значи конкретно нашиот стандард е 17011, кога како што ние правиме надзор над телата, контроли, извештаи, истото тоа и нас ни го прави Европската организација за акредитација. Еве конкретно оваа година во декември месец 10 експерти, значи технички оценувачи од Европска акредитација ќе дојдат во Република Македонија, конкретно во нашиот институт. Од прилика околу една недела, значи 5 до 7 дена ќе престојуваат, каде што буквално секој лист хартија во канцеларија и најголемиот дел на терен, значи они нас не контролираат, дали ние правилно ги имплементираме сите тие европски и светски стандарди во работењето. До сега сме имале 3 такви надзори, сите успешно сме ги поминале. Верувам дека и оваа година во декември дека успешно ќе го поминеме тоа. Бидејќи преку нас, со овие услови кои што ние ги исполнуваме, сите наши акредитирани тела се признаени буквално значи во целиот свет. Дали е тоа во Германија ќе иде тој извештај или тој производ, дали ќе иде во Англија, во Америка, во Јапонија, во Кина, едноставно тој договор кој што ние го потпишуваме се нарекува Multilateral Agreement, меѓутоа неговото попознато име е пасош во трговијата. Бидејќи со самото ставање на логото на Институтот за акредитација на Република Македонија на нивниот извештај, веќе тие ги поминуваат сите граници во светот. Ете институтот работи веќе 14 години. Се улесни ли работата на македонските компании или треба да се работи повеќе во насока на промоција на придобивките од акредитацијата? Видете дека треба да се работи нормално, дека и ние тоа и го правиме, да кажеме, постојано се трудиме и во делот на промоцијата, и во делот на контактите како со стопанствениците, така и со граѓаните, едноставно значи за да се осети тој бенефит значи од самата акредитација. Јас себе ќе ви кажам како за пример, кога институтот се основал пред 14 години, во сите тие стратегии е наведено дека на Република Македонија биле доволно 100 акредитирани тела. Ние денеска имаме 202 акредитирани тела, што значи дека таа бројка е дупло зголемена од она кој што било предвидено. Тоа говори дека потребата на стопанството и на граѓаните е секогаш станува све поголема и на некој начин
прашувате како тоа се олеснува и те како е олеснето на самото стопанство. Зошто? Затоа што да кажеме ако во минатото за поедина област постоело само една институција, најчесто нели тоа е во Скопје, еве сега сме тука во Штип. Денеска истите тие услуги, граѓаните и стопанствениците во Штип не мора да ги носат тие производи или за таква услуга во Скопје, него сето тоа е дисперзирано, истата услуга да ја добијат и во Штип, и во Кочани, значи во целиот овој регион, а при тоа таа услуга да е со подеднакво исти квалитет, бидејќи е со исти стандарди, исти процедури, а третата работа е што е па за пониска цена. Затоа што знаете, кога има поголема конкуренција на пазарот, јас се тука говорам за една квалитативна конкуренција, значи не само квантитативна во бројка, него во исти квалитет, по исти стандарди и тука цените паѓаат и ради тоа значи самите стопанственици би требало да бидат и позадоволни. Ите, кое е значењето на меѓународен план? Пред малку говоревме значи за тоа. Ние како институт кога тргнавме кон тој процес за да ги исполниме сите светски нормативи за да ние бидеме признаени, тука тргнавме од еден аспект каде што се три моменти многу значени. Првиот е генерално значи кон самото македонско стопанство, односно кон македонските производи. Знаете што значи сега за еден македонски производ кога ќе иде на извоз, кога ќе излезе надвор од границите на Република Македонија, за да тој биде директно пласиран на странскиот пазар, за да нема потреба кога ќе влезе во странскиот во некоја друга земја повторно да се испитува за да се докажува дали навистина неговиот квалитет одговара на тоа што тој е деклариран. Веќе кога ние ги исполнивме тие услови и како, значи таа кори за македонските производи да можат, ајде да се изразам, безвизно да ја поминуваат нашата граница. Вториот бенефит, значи на кој говориме за значењето на тие меѓународните договори, меѓународното значење на акредитацијата, нашите компании кои што се акредитирани од наша страна, тие може да учествуваат на меѓународни тендери равноправно со на нив еднаквите, значи тие што им се конкурентни. Нема потреба тој кога ќе учествува на некаков тендер да докажува негова компетентност, негова стручност, па со какви методи работи или што. Штом го стави логото на ИРМ, тоа е Институт за акредитација на Република Македонија, веќе никој не треба да го прашува за ништо. Автоматски тој знак е меѓународно препознатлив за квалитетот на таа компанија која што учествува на тој меѓународен тендер. И третиот бенефит, намерно го спомнувам како трет, тоа е оној кој што се однесува директно на нас како Институт за акредитација. Ние сме, мислам, единствена јавно установа, да кажем, државна институција која што нашата дејност ја обавуваме и надвор од границите на Република Македонија, токму благодарение на овие договори. Ние, еве, практично што тоа значи, ние, например, акредитиравме француска компанија од инспекциско тело од областа на опрема на притисок, која што ги инспектираше сите најголеми нафтени платформи во светот. Например, првиот надзор ни беше иницијалната оценка во Екваторијална Гвинеја, а оценката беше на нафтени платформи на ИЛФ, на Shell, на Маратон, значи тоа се од областа на нафтената индустрија големи гиганти. Следниот надзор го правевме на истите овие компании во Саудиска Арабија. Третиот ни беше во Виетнам, па во Шкотска. Значи, говорам дека кој е тоа практичното значење, сега замислите сите тие компании, нивниот надзор е под логото на ИРМ. Исто така имаме еве акредитирана една италијанска компанија во Албанија, која што сака да работи на меѓународен пазар и едноставно ние отидовме да ја акредитираме, бидејќи телото во Албанија не го покрива тој дел со меѓународните договори и таа компанија се функционира исто со нашето лого. Исто имаме во Косово постапки за акредитација. Еден период дури и во Бугарија, која што е членка на Европска комисија, меѓутоа поради некои интерни проблеми таму, едноставно не можеа да ја вршат нивната функција, па ние идевме да акредитираме со цел бугарски компании, мислам на лаборатории, инспекцијски тела, да може да работат на европскиот пазар. Пак ќе кажам, намерно ова го кажав како трет момент, бидејќи ние не тргнавме кон таа постапка на меѓународно признавање ради нас, бидејќи ние сме пред се концентрирани на македонското стопанство и на македонските компании. Бенефитот тие да го осеќат и нормално и
граѓаните во Република Македонија. Така, значи можеме да потенцираме дека на македонските компании при акредитирање им е олеснет пристапот кон странските пазари. Меѓутоа, овде ќе се надовра замина ваквата политичка состојба во Македонија, односно колку таа истата влијаеше врз довербата на акредитациите на меѓународен план. Конкретно, значи, политичката состојба и целокупната, значи, состојба во државата нема никакво влијание врз нашата работа, затоа што сепак нашиот статус и нашето функционирање е еден вид како регулаторно тело. Знаете, затоа што јас сум директор, меѓутоа институтот има совет како управен орган, кој што ги носи сите тие главни акти на институцијата, а во тој совет, во тој управен орган нема доминантна страна. Таму се 4 представници самовладини, од вкупно 11, имаме 2 представници од акредитираните тела, имаме 2 представници од коморите, значи како директни корисници на нашите услуги, представник од универзитетот, од организацијата на потрошувачи и еден представник од вработените. Ние цело време, сите наши постапки, во смисла на оценки, надзорни дали се или иницијални оценки, значи си функционираат безпрекорно. Еве, токму се погоди во понеделникот Советот одржа и седница каде што си усвои извештајот од работата на институтот за минатата година, каде што беше констатирано дека имаме 100% реализација на сето она кое што било предвидено со програмата за 2016 година. Може би еве значено тука исто да потенцирам дека и покрај таква ситуација како што е, владата во секој сегмент од нашето работење и од целиот овој период и ден денес дава максимална поддршка. Не е тоа ради институтот или ради, да кажам, некои државни интереси. Тоа е пред се ради стопанството и ради граѓаните. Значи, во изминатиот период, колку и да беше од тој аспект, да кажам, критичен, проблематичен, владата преку своји проекти и како помагаше на стопанството. Јас себе би издвоил 2 такви проекти. Значи, едниот беше на Министерството за образование и наука, каде што владата опреми 80 лаборатории на високообразовните институции, значи на факултетите. Тие 80 лаборатории со цел, за да не бидат само за студентите и за научно-истражувачката цел, добија препорака да бидат и акредитирани, со цел своите услуги да ги нудат и на стопанството и на граѓаните. Од тие 80, околу 50 беа акредитабилни и веќе 40 се акредитира. И со тоа значително го зголемија капацитетот на таа инфраструктура за квалитет на државата. Значи 40 лаборатории едноставно сега се отворени према стопанството и тоа доста клучни лаборатории, да кажеме лаборатории кои што се доста скапи, каде што некоја компанија, стопанственик не би можел да вложи толку средства, а сега државата го нуди тоа нели на самите стопанственици. Вториот проект тоа е Министерството за здравство. Значи Министерството за здравство одреди 8 лаборатории од здравствениот сектор, јавните здравствени установи да бидат акредитирани со цел на пациентите да им се пружи квалитетна, значи акредитирана, потврдена услуга. Тоа се 4 лаборатории при клиничкиот центар во Скопје, тоа беа инфективна клиника, детски болести клиника, гинекологија и биохемија и клиничките центри во Тетово, во Битола и во Штип и плюс градската општа болница во Скопје. Значи тоа беа сериозни проекти каде што директно владата, значи, се заложи за да може квалитетот на пациентите, односно на корисниците на услуги од државните, да кажам, установи да бидат и меѓународно и светско признаено, али пред се ќе кажам тоа го правиме ради наш национален интерес. Имате изјавено дека како алатка означува квалитет и сигурност, но дали се офатени сите сфери од нашето обкружување? Видете, тоа дали се офатени сите или не многу тешко да се одговори, бидејќи ние секогаш постапуваме на конкретна пријава. Секоја пријава од било која област да е, ние се трудиме веднаш да одговориме. Еве, ние во моментот имаме, јас споменав, 202 акредитирани тела, најголем дел 100 се инспекцијски тела, 68 се лаборатории за тестирање, сертификацијски тела се 8, медицински лаборатории се исто така 8, имаме и 30 постапки за акредитација,
Од сите овие што ги велам 30 на постапки, нема ни една да чека на нас. Знаете, ние навремено сме излегле на терен, сме дали извештај, чекаме да ги острана забелешките и слично. Од она кој што е досега побарано во државата, ние на све имаме одговорено. Еве, последно беше минатата година каде што немавме, да кажеме, акредитирано сертификацијско тело за градежни производи. Кога стигна првата пријава, ние веднаш како институт, на наш јазик го викаме нова акредитацијска шема, значи веднаш обучивме кадар за таа, ги спроведовме првите постапки за акредитација. Во тие постапки ние користевме надворешни, меѓународни експерти, каде што со нив заедно ги едуциравме и нашите, бидејќи веќе сега со следните пријави учествуваат наши експерти. Во иднина никогаш не е исклучена можноста да добиеме некаква пријава која што не е од она кој што ние тековно го работиме, али тоа за нас не представува никаков проблем, бидејќи и за тоа си има меѓународна процедура како се развива нова шема. Ние секогаш тоа го испочитуваме и во најбрз рок одговараме на стопанствениците. Секоја година се одбележува Светскиот ден на акредитациите. Значи ли тоа дека Македонија се става рамо до рамо со светските, во светски рамки со институциите, односно го прокламира она што на светско ниво значи акредитирање, па го пренесува успешно и кај своите компании во државата? Да, ние како институт и како сме посветени кон промоцијата на Институтот за акредитација. На некој начин еве оваа емисија е дел од промоцијата на институтот. Во рамките на Светскиот ден за акредитација, Институтот за акредитација на Република Македонија завзема многу значајно место во таа светска мапа, бидејќи ние не само што го одбележуваме тој 9 јуни со така пригодна свеченост, доделуваме и сертификати на телата што се акредитирани изминатите 12 месеци, меѓутоа активно значи учествуваме и со сите наши постапки на тоа меѓународно ниво. Ние исто така постојано и публикуваме брошури од делот за акредитација во зависност за кој дел се однесува, дали е тоа инспекцијски тела, медицински лаборатории и се во зависност бидејќи мотото на Светскиот ден за акредитација го публикува Светската организација и ние секогаш него и го пратиме. Минатата година беше за акредитацијата како алатка на државната администрација. Пред тоа беше акредитацијата за лаборатории за прехранбени продукти тестирање. Пред тоа беше за медицински лаборатории. Конкретно оваа година мотото, бидејќи веќе го објавија, е акредитацијата во служба на градежништвото, значи за акредитирање на лаборатории од областа на градежништвото или пак сертификација на градежни производи. Меѓутоа во делот на промоцијата, јас исто би потенцирал дека и ние како институт си финансираме значи наши проекти од делот на буџетот на институтот се со цел да можеме да помогнеме на крајните корисници. Конкретно, имавме проект со организацијата на потрошувачи. Тие побараа за да се направи промоција кај граѓаните за лифтовите што се по згради, за начинот на нивното одржување, кои сме, како сме и целата таа постапка. Подоцна имавме 2-годишен проект со стопанските комори, каде што беа вклучени Сојузот на стопански комори и Стопанска комора на Македонија, каде што, знаете, има бројни компании кои што имаат имплементирано системи за квалитет, дали е ISO 9001, 17, 14.000, 18.000, ние сакавме да им помогнеме на кој начин што подобро да ги искористат бенефитите од тие системи. Тука ние имавме акентирано скоро 400 компании кои што ни беа доставени од стопанските комори во Македонија. Од друга страна имавме ангажирано од академијата, значи професори кои што работат на таа проблематика. Имавме ангажирано сертификацијски тела кои што директно сертифицираат таму и ние како институт за акредитација. И третиот проект кој што минатата година го реализиравме, знаете, цело време говориме граѓани, потрошувачи, стопанственици. Сега со овој проект сакавме и администрацијата, значи државните органи кои што ја бараат акредитацијата во нивните правилници, закони или слично, едноставно понекогаш и они самите не им е добро познато зошто тоа пишува, бидејќи тоа се нели најчесто транспонирани директиви, европски директиви или регулативи во нашето работење, односно во нивното законодавство. Едноставно сите нив ги повикавме, во 3 групи беа поделени, тие кои што бараат лаборатории, тие кои што бараат сертификација и тие кои што бараат акредитирани инспекцијски тела, за да на некој начин им ја објасниме постапката, зошто тоа се бара во
тој законски акт и која е користа на таа соодветна институција, дали е министерство, фонд, агенција, институција, било што, која е користа од акредитацијата, зашто е тоа ставено внатре. И можем да ви кажам дека со сите овие проекти кои што ги набрав, имаше голема корист за корисниците, конкретно за услугите. Не само од информативен карактер, туку и од практичен, бидејќи од сите тие дискусии, од сите тие округли маси, произлегува многу значајни идеи кои што подосна се имплементира во соодветните прописи. Како институт активно работите на промовирање на оние бенефити кои што се придобиваат со акредитирањето, но во ова 14 годишно работење, како може да се забележат вашите резултати? Па ја кажав и предмалку, најмерлив резултат е бројот на акредитирани тела. Ако било стратешки кажано дека нели треба како 100, ние денеска имаме преку 200, значи тоа е така како најмерливо. Вториот мерлив момент е дека самото стопанство веќе е доста задоволено, значи со сите нивни потреби од оние кои што за нивно нормално функционирање треба. Понатака меѓународниот план, значи веќе целокупното тоа стопанство е подеднакво меѓународно признато. Знаете, овие договори што ги споменав, тие се едни од условите за членство во Европска комисија, што значи ние како институт уште од 2011 кога го подпишавме тој договор, веќе имаме сето тоа задоволено, за да на некој начин и стопанството да не зависи од поедини политички или не знам какви други одлуки, за да веќе биде равноправно барем на тој економски план, стопански план со нивната конкуренција во Европа. Така, одеќе ви се заблагодарам за вашето гостување во Канал Плюс телевизија. Се надевам дека ја доближивме работата на Институтот за акредитација до нашите гледачи, па ги промовиравме оние вредности од истите. Јас би се заблагодарил еве и на вашата покана. Јас верувам дека многу области не ги ни споменавме, бидејќи навистина е широк диапазонот на нашето делување, а конкретно во Штип, еве во Штипскиот регион, ние имаме и такако значени наши клиенти, наши соработници од се она што го говоревме. Јас еве во оваа прилика можда и би ги споменал, например, еве Универзитетот во Штип има две многу значени лаборатории. Едната е на Земјоделскиот факултет, од областа нели на земјоделието, втората лабораторија е на Природно-техничкиот факултет, тоа е лабораторија за испитување од областа на животната средина. Имаме инспекцијски тела, едното е Балекс од Штип, кој што работи на инспекција на инспектирање на таксаметри и тахографи, ТМ Штип, кој што е од областа на нисконапонска и на електроенергетиката. Понатака во овој регион, например, Македонска каменица, рудникот Саса, лабораторијата за испитување, кој што доста вака значајна и доста стандардите кои што ги применува се и како, значи меѓународно признаени. Во Виница исто така имаме инспекциско тело од областа на енергетиката и електричните испитувања. Облешево исто мислам дека и тоа е во овој регион. Тука ние МАК-млин, лабораторијата за испитување на брашно, пченица во тој дел повторно од земјоделието, кој што и како е значајна за овој дел од регионот од Република Македонија.